Седумте министри без ресор во се уште актуелната влада народот во изминатите 3 и повеќе години ги платил речиси половина милион евра и сите се фрлени во вода. Секако народот овде нема никаква вина зашто непотребните министри ги назначил некој друг. Овие министри биле реален вишок и на државата и на граѓаните, но како многу корисни се покажале за партиите во коалиционите пазарења. Ни криви, ни должни, освен паметни, министри без ресор станале и сомнително паметни луѓе. Еве зошто. Министрите без ресор беа употребувани како амортизација за задоволување на помалите партии во владата. Нивното кинување нема да недостасува на никој, бидејќи Македонија и така има голема влада, вели аналитичарот Сефер Селими. Но колкави плати имале непотребните министри и колку дополнително трошеле сите поединечно. Основната нето плата на секој министер во владата е 1069 или сите заедно 7483 евра. На годишно ниво тоа се речиси 90.000 евра или за 39 месеци мандат речиси 292.000 евра само за нето плати. Но високите плати не се единствената привилегија на измислените министри. За авионски карти, ресторани дома и во странство, хотели и слични трошоци, седумте министри потрошиле огромни 158.000 евра. Најмногу од нив потрошил Едмонд Адеми, 32.000 евра, а најмалку Роберт Поповски само 2.100 евра. Овие трошоци и овој расипнички однос кон државата и парите, Македонија ја прават голем статистички негативен рекордер. Еве зошто. Според бројот на жители, Македонија има министер на секој 81.000 жители. Естонија и Латвија имат на секој 90, 100 и 150.000 жители, а Германија на секој 5 милиони жители. Сепак, овој антирекорд веќе не важи, зашто новата најавена влада ќе има 19 министерства и ниту еден без ресор. Но искуството од 3 години ни покажа дека не треба да се измислуваат министерски места за да биде задоволен поединец, да биде министер или слично. Владата постои, секој ресор од владата постоја заради граѓаните.